Мажи сме тук, се не проблемот. Не битно мажи жени, тато човекот е животот, тој треба да се контролира. Воопшто ако нешто мене ме оправдува е мојата возбуда, мојата смртна денес и тој израдувачки крај. И плюс ударот, извини. И плюс ударот што го добив со еден голем тврд предмет по тилот и по главата. Да. Тоа веќе од посол. Во секој случај беше голема среќа. И така изгубја шекер во моето тело, што тоа бе причините за мојот делириум денес, како што дознав јас навредив и повредив некојот си свире. Мојата вина е неспорна. Ова е мојата свадба. И вие сте моите гости. За здравјето на моите гости. На здравје! На здравје! На здравје! На здравје! На здравје! На здравје! Ајде, куме. На здравје. Господа, јас му се извинувам што ве прекинувам. Морам да ви се обратам. Значи, шокиран сум од ова што го доживеав денес. Мислам, не зборувам само за фактот што господин Фастак што ми го направи, иако да знаеш дека имам сколиоза на вратот, каква резултат на болест што сум ја прележал како дете, ниту пак затоа што господин Столе ме влечеше за подот и ме купеше за коца, ниту пак затоа што ти, Коче, ме удри со ставакот во грбот, се разбира, емоција, афект. Ама сепак морам да го изразам моето изненадување, што сите вие мене ме гледате како да сум виновник. А јас пак се гледам себе си повеќе во улога на жртва. И тоа жртва на необјаснимо недоразбирање. Чекај малку. Нели Сузана му рече на попот дека не може да се омажи за Коста затоа што те сака тебе. Роспија. Тато, како форма за жена. Абе, не ти е жена. И таа воопшто не рече дека ме сака. Како не? Попот праша. Дали го земаш за сопруг тука присутниот Коста Костанин? Роспијата рече... Како културно казано? Добро. Не, Роспијата Сузана рече... Не! И дојде кај тебе. Дури и со прст те покажа. Ај, почел те бакува, ти имам јадела! Не, флешбек. Рецидив на стрес, ситуација. Господин Коче, не знам дали види. Сузана дојде кај го. Ме грабна, почна да ме... Викам, јас се моите крајници. Ало, не мора се до детали да знаеме. Јас за тоа си ги извала на крениците. Јас сте пресмиратен исто како и ти. И одговорно тврдам дека Сузана не зборуваше лично за мене. Добро бе, постави. Имам и доказ. Еве, целата церемонија е снимена овде. Ја снимаше свадба? Да. Абе, ти да не си некој джандар? Не, јас сум новинар. Всушност не сум и новинар. Денес е на свадбата на господин Кочи и госпоѓа Сузана, ако може да се каже вака, директно во Пеколов, ме испрати редакцијата на Промстрич. Не знам дали знаете, Промстрич ги снимаат свадбите на пазарите. А госпоѓа Сузана, нели, се уште многу славна и позната певачка. Абе, позната Роспија. Добро, ајде, пушти да слушам. Тоа е бе ова, ништо не се разбира, човек. Басот ти е